Добре, генерално градоначалникот ги кажа техничките параметри на овој проект кој што ќе биде наскоро во функција овде во општина Аеродром. Се надевам, или да бидам попрецизен, сигурен сум дека и другите општини ќе го следат овој пример и ќе инсталираат ваков тип на, би рекол, алатки со кои што драматично ќе ги намалат трошоците кои што општините ги имаат за електрична енергија. А она кое што го слушам и кој што го добивам како информација од општините каде што се градоначалници избрани од ВМРО ДПМН, буквално оставени се на милост и немилост на нивните претходници кога станува збор за сметките за електрична енергија, бидејќи тие на слободен пазар, знаете, се сеќавате, оваа влада велеше дека е пионер, дека е брилијантна во либерализацијата на пазарот, но еве сега се случи да покрај тоа што тупаници се делат по кафеани тука во Скопје, да практично сите овие трговци ги раскинат еднострано договорите кои што ги имаат со општините и автоматски тие преоѓаат на снабдување кај универзалниот снабдувач, во случајот Евана Холм, и цените се драматично високи. Цените се практично за еден месец колку што до сега биле годишните сметки. Така што ваков тип на инсталации можат само да ги намалат тие трошоци, да помогнат во обезбедувањето со струја на објектите кои што се од јавен интерес, училиштата, градинките и така натаму. Уште повеќе што еве Аеродром ќе биде и општина пионер за селекција на отпад, проект поддржан од страна на Канцеларијата на Европската унија од во Македонија. И во периодот кој што следи ќе имаме уште ваков тип на проекти, така што продолжуваме да работиме, продолжуваме да го испорачуваме тоа за кое што се врзавме за време на кампањата на овие локални избори. И сакаме да покажеме дека не се сите исти, дека ние работиме, а тие знаат само да лажат и крадат. Благодарам. Ако имате прашање, повелете. Дека сме на градски теми, прво јас да прашам. Како ја коментирате досегашната работа на градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска и како го коментирате тоа што веќе 30 дена во нејзиниот мандат речиси да е недостапна за медиумите? Па не е 30 дена, 2 недели откако ја превзема градоначалничката, би рекол, функција. Нормално е да се остави 100 дена за да се видат првите резултати и начинот на функционирање од она кое што го гледаме во градот Скопје, а и тоа кое што таа го гледа во градот Скопје и кое што мене ми е пренесено, јавностите како ќе се занимава за тоа што оставил нејзиниот претходник. Почекајте, бидете трпеливи, ќе бидеме достапни до медиумите и се надевам дека медиумите непристрасно ќе информираат за тоа што оставил нејзиниот претходник, а Бога ми оставил многу со кое што ќе се занимаваат и обвинителството и другите органи во државата. А така што мислите за проектот БРТ систем кој што требаше да се спроведе, кој што го работи еминентни експерти од Европа, а господја Арсовска сака да го стопира? Како инженер сега ќе ви дадам одговор, бидејќи е оставен проектот без план како ќе се урива мостот кој што го поврзува Карпуш 4 и Карпуш 4 во АЕ. Без план е поставена трасата, иако имало и други опции. Предпоставувам тој што брифира за БРТ, на него не му е познато тоа што го брифира. Можам да го оценам како најниска оцена 1 техничкото решение кое што е прифатено од страна на поранешниот градоначалник. На среќа луѓето кои што го финансираат, односно ЕБОР кој што обезбедил средства за овој проект, се разумни луѓе и јас сум убеден дека тие така и ќе останат и во иднина и со мали, би рекол, корекции, но и со суштински измени на тој проект. Средствата сепак ќе бидат тука и ќе можат скопјани да го добијат тоа што го заслужуваат, а не тоа што некој се обидел да им го наметне. Така што, накратко сакам да сумирам, како техничко лице, тоа техничко решение, за жал, кое што ни го представува, го оценувам на скалата од 1 до 5 со најниска оцена 1, а како професор, тој нема да го помине испитот. Така, од пренамена на средствата сакате да кажете, затоа што од ЕБОР кажа дека е невозможно? Почекајте, ќе има во периодот што следи и подетални информации и за тој проект. Благодарам. Господин Мицковски, што очекувате вечерва да се случува во СДСМ? Па вечерва очекувам да се состанат органите на СДСМ и да одлучат практично како понатаму ќе функционира СДСМ. Јас нема да се плеткам и да давам коментари за нивните одлуки, сепак тоа е нивна работа. Ние сме ВМРО ДПМН, на овие локални избори
42 градоначалника на ВМРО ДПМН плюс независниот кандидат за град Скопје поддржан од ВМРО ДПМН и уште во неколку општини сме во коалиција на општинско ниво, добивме доверба од граѓаните за да таа доверба ја оправдаме. И она фокусирани сме само на тоа и тоа е она што мене ме интересира. Тоа што ќе работат во СДСМ, како ќе завршат нивните состаноци се нивна работа и они се тие кои што се одговорни за понатамошниот начин на функционирање на СДСМ. Она што ние како раководство на ВМРО ДПМН сме фокусирани, ќе повторам, работа и само работа, тоа за кое што граѓаните нас не бира. Затоа кажувам, ние сме познати по работа, а тие се познати по нешто друго. Прво треба да се коригираат однатре, за да тоа нешто друго конечно заборават, па потоа да најдат луѓе кои што ќе испорачуваат работа, затоа што и на Македонија е потребна квалитетна СДСМ, а не СДСМ која што ќе биде посветена на лоповлук, на измами, на предавства и СДСМ која што ќе биде препознаена во јавноста како партија на неработа. Очекувате ли промени од новата власт предводена од СДСМ? Не очекувам. Од овие луѓе кои што се таму во моментот не очекувам. Ако тие продолжат и понатаму да менаџираат со политичката партија СДСМ, не очекувам, бидејќи Зоран Заев ќе си замени, условно кажано, заевизмот ќе остане. Предпоставувам се обидува да најде некој пиун кој што ќе го продолжи неговиот лик и дело и во владата и во СДСМ, така што таму треба суштински да се сменат работите, но повторно ќе кажам, еве нема да навлегувам во дополнителни коментари, тоа си е сепак нивна работа, тие најдобро знаат како треба понатаму да функционираат. ВМРО ДПМН она што го интересира и на што е фокусирано, тоа е испорака на ветеното на граѓаните. Каква одлуга сметате дека ќе дава алтернатива? Па алтернатива има две опции. Едната опција е да ја прифати понудата на Зоран Заев и да влезе во оваа влада, која што ние ја оценуваме со најниска оцена, влада полна со измами, корупција, криминал, неспособност и би рекол влада која што е можеби најлошата во овие 30 години независна Македонија, или пак да остане и да продолжи да биде во опозиција. Повторно ќе кажам, си имаат раководство, си имаат стратегија, тие се тие кои што одлучуваат за нивната имнина. Ние како ВМРО ДПМН веќе повтори во неколку наврати на што остануваме да бидеме фокусирани. Да, тоа се опциите, но што очекувате? Очекувате да станат Немам некои детални информации, немам информации што ќе донесат органите на алтернатива како заклучок. Не сме разговарале со господинот Гаши на таа тема во овој момент. Така што отприлика тоа е тоа што би можел да го кажам на вистина, да почекаме, да бидеме трпеливи. Денеска е петок и двете политички партии закажале и СДСМ и алтернатива состаноци на највисокото раководство, да ги почекаме одлуките па ќе ги коментирам. И уште едно прашање за ваш коментар околу промените во РЕК Битова и дали очекувате дека струјата во иднина цената би расте? Во РЕК Битова се случи промена која што уште еднаш го потврдува тоа што го кажав веќе како одговор од дел од вашите прашања. Таму има сериозен кадровски дефицит во СДСМ. Кога вие хармоникаш поставувате за генерален директор на РЕК Битова, да не бидам погрешно сватен, немам ништо против таа професија, напротив, но сепак сложеноста на тоа работно место бара поинаков кадар. За жал тој кадар во моментот не е поставен на тоа место, туку е поставен човек кој што и досега беше таму, ако добро се сеќам сум го коментирал и тоа минатото како директор на термоелектрана. Така што очекувам само да се продлабочи агонијата и во овие неколку месеци да се продлабочи плячкањето на картелското здружение организирано таму во делот на Ископ. Не очекувам дека нешто поинако ќе се случи. Што се однесува до цената на струјата, за да не поскапе, требаат многу пари. Владата најпрви одвои 4 милиарди денари, 65 милиони евра, тие веќе ги потрошија. Ги видовте фактурите што ги плати МЕПСО, фактурата што ја плаќа Елем, секој ден ја гледаме бидејќи секој ден има тендери, таа ќе продолжи фактура да се плаќа во иднина, еднаш ќе плаќаме на картелското здружение кој што фингира Ископ, а во суштина ништо не работи како граѓани, и втор пат ќе плаќаме преку
сметките за електрична енергија, односно ќе плаќаме преку буџетот, бидејќи тоа не се пари кои што тие ги носат од дома, овие министрите, туку тоа се пари на народот. Народот ги плаќа во буџетот, народот ги држи во државните резерви и тие практично повторно нивната неспособност и криминално здружување го манифестираат со тоа што ги трошат парите на народот. Поскапата струја, значи поголема инфлација значи помал стандард, тоа сигурно нема да го почувствуваат на своја кожа Спасовски, Заев, Царовска и останатите, тоа ќе го почувствува во крајна линија повторно народот. И тука е суштината. И затоа велам дека се потребни брзи избори за да дојдат луѓе кои што знаат како да се справат со овие проблеми. Овие луѓе колку подолго остануваат таму, толку е поголем криминалот и толку ќе биде поголема цената која што на крајот на денот народот ќе плати. Ваш коментар за несреќата во Бугарија и дали ќе предложите нешто? Па ние свесно 3 дена не се појавувавме во јавноста, не ги коментиравме настаните, овие немили настани, ќе ми дозволите и јас уште еднаш од моје лично име да изразам сочувство до семејствата на починатите во оваа трагична несреќа. 3 дена свесно не ги коментиравме овие настани, 3 дена како политичка партија буквално мирувавме, иако тоа гледам од страна на дел од владеачките партии и луѓе блиски до нив не беше почитувано. Повторно кружја по социјалните медиуми конструкции, лаги, фотомонтажи и така натаму. Но овој немил настан е само продолжение на корупцијата и криминалот и нефункционирањето на државните институции кои што започна најпрвен со несреќата во Ласкарци и она нетемелносно површна истрага во Дурмотур, потоа продолжи со кабелот во модуларната болница во Тетово. Денеска, за жал, односно пред некој ден се случи оваа трагична несреќа во соседна Бугарија, за која што уште еднаш ќе изразуваме силно жалење. Нема никаква одговорност од институциите, нема никаква ниту морална одговорност од луѓето кои што ги водат тие институции, што лично навистина за мене представува сериозен срам за овие политичари да не се и покрај тоа што го видоа на овие локални избори, нели се сеќавате, веле ја научивме лекцијата, ама гледаме дека после оваа несреќа не само што не ја научиле лекцијата, туку продолжуваат полошо да се однесуваат отколку пред да го кажат тоа дека ја научиле лекцијата. Како ВМРО ДПМН предложивме сет од мерки, предложивме вореден технички преглед на сите превозни средства со кои што се користат за јавен превоз на патници, предложивме вореден технички преглед на техничките станици каде што се прегледуваат овие автобуси, предложивме најмалку 3 пати годишно додатна технички преглед автобусите постари од 8 години, 4 пати автобусите од 12 години постари, што се бесплатно ова да биде све на товар на државата, јавно да биде објавен списокот на вакви превозни средства на автобуси, а не да биде некоја тајна која што ја крие надлежното министерство. Генерално тоа е она кое што треба веднаш да го направи владата и морална одговорност на министрите кои што се надлежни за се тоа, но гледаме дека тоа за жал не се случува. И тоа е она кое што е причина. А последиците за жал повторно народот ги плаќа во случајов со своите животи и доколку нема одговорност, за жал морам да констатирам дека ваков тип на несреќи со овие луѓе ќе продолжат да ни се случуваат и за жал на крајот од денот повторно тоа народот ќе го плати.